Бива, значи не сум заборел. Токму така. Мили и драги мои гледачи, моментално се наоѓаме во село Конопница, кое што не е оддалечено, туку е приспоено и залепено со Крива Паланка. Едно од најголемите кривопаланечки села. Во моментот Крива Паланка или Кривопаланечкиот регион број околу 36 села. Ова е со најголем број на жители, околу 3500. Се наоѓаме моментално на надморска висина од 550 до 1640 метри. И тука го имаме најголемиот врв на 1645 метри, кој што беше Костадиница. Мора да користам пријател, затоа што не можеш сите информации да ги знаеш за сите вакви прекрасни и убави работи низ Македонија. Вие останете со мене, затоа што авантурата само што започна, да видиме што крие Конопница. Од каде го добил името, на која географска шина. Сите работи ги имам спремно за вас. А инаку цепам дрва, затоа што ми рекоа, ако сакаш да се стоплиме после, мора, тука е ладно. Се наоѓаме во североисточниот дел од Македонија, поточно се наоѓаме на 42 степени, 10 минути и 39 секунди северна географска ширина или 22 степени, 17 минути и 21 секунда источна географска должина. Доколку на некого тоа му значи, доколку не му значи, ајде ви кажам, се наоѓаме во непосредна близина на градот Крива Паланка, југозападно од градот, распослано на левиот брег од Крива река во подножјето на Осоговските планини. Со мене, соговорник за денес, го имам Стојанче Величковски. Здраво за Стојанче. Здраво. Од каде го добило Конопница, селото, своето име, значи од каде влече корени и што е тоа што е освен компирот, друга има ли некоја земјоделска култура? Нема нешто посебно изразено во однос на други земјоделски култури, бидејќи Конопница луѓето кои што живеат тука, постојано во последно време има обиди за производители кои што се специализираат за одредени производи, така да веќе имаме во селото луѓе кои што произведуваат разни расади за цвеќиња, одгледуваат цвеќиња, што е една, да речеме, специфика каде што тие гледаат дека има ефект во такво производство. Сето останато се сведува на производство во разни градинарски производи кои што во најчест случај ги произведуваат за себе, а вишкот го пласираат на пазарите. Во однос на името, од каде носи и влече корени? Во однос на името Конопница го добила своето име заради тоа што во овој дел, во минатото, многу успевал конопот и речиси немало куќе која што не се занимавала со производство на коноп. Конопница своето име го добила како резултат на тоа што се занимавале во минатото жителите кои што живеат овде со производство на коноп. Значи тука може да се каже дека бил центарот на производство на коноп. Дали тоа прави муабет за ваков тип на коноп? Па да, ова е само еден дел, еден сегмент кој што се користи денеска во водоинсталаторството, го користат нели како суров коноп, инаку конопот се обработувал и од него се правели разни јажиња, груба ткаенина и други материјали кои што биле потребни за домаќинството. Така, доколку некој пат се запрашате и замислите од каде е конопот на кој што вашите баби или мајки ги нижат црвените пиперки за во зима да имаме суво пиперче на шпорет и да мирисе убаво или во гравче, да знаете дека токму тука е тоа. Да. Или мајсторите кои ќе пуштат конец.
коноп. Така, кога се гради куќа, пошто сме крија Паланка, тука е познат овој предел по Да. добрите зидарства и зидарството е како одлика на овој регион и на овие луѓе. Објектот што го гледаме зад нас е сахрален објект, црква која што е посветена на Теодор Тирон. Благодарение на добрите мајстори кои што од Конопница граделе црква во Романија и кога ја изграделе црквата, нарачателите биле премногу задоволни од тоа што го добиле како градба. И тој момент го искористиле нашите градители и го побарале планот и го донеле од таму. И така да планот е пренесен од Романија, станува збор за една ретка градба. Црквата е од грузиско-ерменски тип, бидејќи основата на црквата е на тролист. Вакви цркви во Македонија има само 3. Тоа е Староклиментовата црква, Староклиментовата црква на брегот на Охридското езеро и исто така има една стара црква која што е во локалитетот на Плаушник и ова е третата црква која што е од тој тип. Инаку црквата е фреско живописана од тајфата на Аврам Дичов и е во релативно добра состојба. Во однос на славата, што е Свети Теодор Тирон, кој дел од периодот во годината се слави и дали освен во тој период доаѓаат луѓето и едноставно го почитуваат и местото и светецот и сите оние работи кои што треба да ги прават за сето тоа да остане во наследство на генерациите што доаѓаат. Секако ова е централен објект овдека за Конопница и малку пошироко, така да кога се слави славата доаѓаат не само од Криопаланечко, веќе имаме гости кои што доаѓаат и од Република Македонија, па дури и од странство, така да годинава на културната манифестација невестинско поклонение имавме чест да имаме гости дури и од Република Словачка. Што всушност опфаќа тој обичај и кој доаѓа на тој обичај? Невестата само? Невестата со свекрвата? Значи, обичајот невестинско поклонение е по многу нешта оригинален, затоа што култот на Теодор Тирон на балканските простори се прославува на многу различен начин. Во Република Бугарија најчесто прославата на Теодор Тирон се одбележува, празникот се одбележува со трка на коњи. Во Република Србија, во регионот на Власотинци има еден обичај каде што главни актери се мажите, а овде главни актери се снаата и свекрвата. Тоа значи дека доколку снаата не дојде со свекрвата, не може да биде учесник, не може ни да се пријави за да учествува. Самиот чин офаќа кога ти дојдат на невестинското поклонение, снаата и свекрвата првин ги облекуваат народните носи. После тоа, кога ќе бидат подготвени, се разбира дека имаме тука баба царка им помага секогаш за да им ја дотера носијата како што треба. И кога ќе бидат подготвени, тие ги добиваат свечените поклоненички марами. Кога ќе ги добијат свечените поклоненички марами, снаите и свекрвите формираат свечено дефиле, се одат 2 по 2 и музиката што ги прати се упатуваат кон црквата од трпезаријата која што е од спротива и приоѓаат оваа година изворно го воведовме и обичајот по сипка, каде што керкичката на првата невеста што беше на поклонението го изведе тој ритуал на посипување на невестите, ги добиваат марамите и се упатуваат кон црквата. Во моментот се наоѓаме пред кооперацијата позади мене и позади снимателот тука е основното училиште Илинден. Број околу 120, односно 130 ученици и сите се од Конопница. Конопница. Така ли, деца? Така. Колку паралелки има тука? 9.
од 1 до 9. Ете, имаме од 1 до 9, 9 паралелки. Чисто колку да знаете дека Конопница е многу убаво село и тука се живее баш како што треба. И убаво, и селски, квалитетно, и со сите нишани. Штета што не можам да го запалам тракторот, пошто ми кажа дека на буткање само палел акумулаторот, не му работа, инаку до сега ќе заминав. Здраво, здраво за Жарко. Здраво. Мајстор Жарко. Да, јас сум Жарко Костовски од село Конопница. Колку време живеете во Конопница? Тука живеем, сум роден у Војводина у Качарево. Ама животот ми е тука проведен целосно, мислим. Можда 1 година таму сме биле, кога сам дојден тука. Што? 9 години тука живее. Што е тоа што во моментот го изработувате вашата работилница, поради која е причината сме тука кај вас, на гости? Па да ви кажам, меракот ми е на прво место. Традицијата. Сакам да го задржим традицијата. Ова што е во моментот што го држам јас? Во моментот кавал дудучиња. Наши се дудучиња. Дудучиња се? Да, дудучиња. По наше е дудучиња, е по источниот дел на Македонија ги викат сворчиња. Еве, сега ги изработувам овие. Ете тие два сега. Овие се порачани? Па не се порачани, така правам. Добри, од каде знаеме, значи, мене секогаш ме интересирало кога се прави, значи, кавал или дудуче, или дудук, мене ме интересирало секогаш од каде знаеме, каде треба се стават дупките и од каде знаеме тоналитетот што го даваат, значи, ваквите инструменти, дека е баш тоа што нас ни треба. Видите сега, тука има многу објаснувања, а и јас сум самоук, и јас самиот те сам спремен да го тоа објасним, например. Зависи, прво од дрвото зависи. Вообичаено од што дрво се прават? Па прават се од повеќе дрва, прават се од клен, прави се од јасен, прави се од цреша, од слива, шимшир и така натаму. Јас сум неук во однос на овие дувачки инструменти и што е тоа, по што се разликуваат. Ја мислам дека кавалот и дудукот се разликуваат само по должината. Не, кавалот нема писка, тука нема зад тапа, чеп. Не, кавалот нема писка, тука нема зад тапа, чеп. Нема го тоа, тај прорез. Тој малиот. Нема го тоа е дудуче. Тоа може секој да свири. Секој може да свири, например. Он може да извади звук, тон, не... А кавалот? А кавалот нема, кавалот е шупель. Кавалот се свири со уста тука. Ќе ви покажам. Ево. Ете, и после тоа ќе кажете, мили и драги мои гледачи, дека со мене, кога ве носам на авантурите, не може да научите нешто. Еве сега научите што е разлика помеѓу дудук и кавал. Не само ја дека учам, и вие учите. Да, кавалот е шупаль, дугачак е. Овие ги има разни големини. А кавалчето може да биде и вакво малечко. Кавалот не може да биде ваков малечок. Кавалот си е кавал. Значи кавал. Да, дугачак. Он е 74 сантима. Значи, се случило ли двајца да свират на кавал одеднаш? Како? На еден кавал двајца, метро и пол. Не. Може 20 да свират на еден кавал. Како 20 да свират? Како порано била Конопница? Колку куќи броела, како било селото, дали било одзбиен карактер, дали било цело време раштркано како што е сега, од растурен тип, и како била миграцијата од долните во горните делови на Конопница или било обратно?
И како порано колку жители имало школото, пошто сега бевме во школото, има околу 120-30 дечиња и сега дали толку имало претходно колку паралелки, нешто малце повеќе околу по старото време се враќаме на назад идеме, односно како порано бил животот во Конопница. Пред 40 и повеќе години во село Конопница ќе почнам од бројот на ученици во селото. Имаше околу 200, значи околу 200 ученика од прво до пето оделение. Претходниот период жителите, нашите жители повеќе живееа во планинскиот дел, затоа што овој дел е рурален дел и селото се состои од негде 15 маали. Во тие маали има жители околу 2000 жители, па и повеќе. 90-тите години селото почнува да се жителите во селото почнуваат да се спуштат во по-долниот дел, бидејќи немаше услови за живење горе во селото, имаше само струја, нема водовод, нема пат и од тие причини жителите се населија на овој дел во Грамаѓе и другиот дел од Конопница во подножјето на селото. Од тој период, од тоа место горе и сега ние го обработуваме местото. Не само ние, жителите од Грамаѓе го обработуваат целото. Што е тоа што успева? Што е тоа од земјоделска од земјоделски производи? Компирот е број еден за производство. Понатаму има овошје. Има и одредени луѓе садат и други земјоделски производи. Од овошјето што поточно? Јаболка, крушка, сливи, тоа се тие така Така, и кажете ми сега, дали ви фали? Тој живот порано што го имало во Конопница во Горниот? Многу ни фали, заради тие причини ние сакаме да го направиме патот, да го асфалтираме, за да таму горе се вратиме. Ние имаме наши куќи, значи таму сме живееле и чувството е за тој дел е многу поголемо отколку овде што живееме. Моментално се наоѓаме на местото кое што се наоѓа точно на граница помеѓу Конопница и Крива Паланка. Бидејќи Крива Паланка е споена со Конопница и нема јасна граница каде, меѓутоа е баш на меѓата. И не мора значи дека ако станува збор за селска средина, дека нема ништо урбанизирано. Еве како што може да видите, се наоѓаме во убаво ресторанче, односно место каде што може да се ужива во традиционална храна. Здраво за Жаклина. За Снежа. За Снежа. Ето, толку ми да се мијата, значи. Што е тоа што посебно може да го кажеме дека се конзумира, односно дека е одлика на овој дел од Македонија и што е тоа што вообичаено го јадете кога сакате да се потсетите на традицијата, на вкусот? Па вака, во овој дел во Крива Паланка најмногу во овој момент се приготвува паланечката пастрмајлија. Таа се приготвува со пушено свинско месо, со сирење и со јајца. Други јадења кои што се традиционални или подсетуваат на традиција во овој дел од Македонија, во Крива Паланка, Конопница тука? Па може тука да се бројат мекиците, качамакот. Ама каков качамак? Сирење, пржени пиперки, сланина пржена во зетин, така наречени жмерки, кривопаланечки. Или чварки? Да, или чварки. Тебе кој ти е омилено од овие сите? Пастрмајлијата. Сигурно ли тоа? Да. Дали си пробала од другите пастрмајли што се шири Македонија? Да, сум пробала, но нашата е неубава.
Сите го викаат, тоа значи сите го викаат, и Штип, и Радовиш, и Веле, сите, нивната нема. Ама тоа е работа на вкус и тука не се коментира. Ти благодарам што беше дел од ова репортажа и од тоа што значи како е да се биде гостин во Конопница, односно во Крива Паланка. Благодарам. А сега да видиме што значи тоа Крива Паланечка пастрамалја, пошто верувале или не, ја прв пат у Крива Паланка ќе јадам Крива Паланечка пастрамалја, односно у Конопница.